Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Во право ли сум? Кога треба да направиш тежок тест, тој ден повеќе сакаш да останеш в кревет. Со Авраам било поинаку. Станал многу рано. Не требало да има тест по математика или хемија. Бог му ја тестирал верата. Авраам, Овде сум. земи го Исак, твојот единствен син, кого го сакаш, и оди во земјата Морија. Жртвувај го на планината, ќе ти покажам каде. Кој не го познава Бог, ниту го сака, би помислил дека Бог е свиреп. Авраам не помислил лошо за оној кој го испитувал. Во Библијата едноставно пишува: Авраам стана рано и го оседла магарето. Нацепи дрва за жртвата и со себе поведе двајца слуги како и син му Исак. Пешачеше речиси 100 километри. Тоа беше долг пат, на кој во секое време можеа да решат да се вратат назад. По 3 дена Авраам ја видел планината. Се свртил кон слугите. Останете овде со магарето. Јас и син ми ќе одиме да го обожаваме Бог. Потоа ќе се вратиме. Го слушнали тоа? Авраам рекол: ќе се вратиме повторно. Тој цврсто верувал дека Бог ќе го врати Исак во живот. Синот ги носел дрвата, таткото го носел садот со запален јаглен, како и ножот. Така оделе заедно. Татко, Да, сине, имаме дрва и оган, но каде е јагнето за жртвата паленица? ќе го оставиме тоа на Бог. Тој ќе обезбеди жртва, сине. Кога пристигнале на местото што Бог им го покажал, Авраам изградил олтар и ги распоредил дрвата на него. Го врзал син му Исак и го ставил на олтарот врз дрвата. Потоа го зел ножот. Авраам, Еве ме. не повредувај го син ти. Сега знам дека го сакаш Бог повеќе отколку што го сакаш твојот единствен син. Авраам го положил најтешкиот тест што постоел. На неколку стотици метри од Морија, многу години подоцна, стоел крст, каде што Бог го жртвувал својот единствен син Исус, за да можеме да станеме негови деца, ако веруваме во него. Сакаш ли да се молиш со мене сега? Господе Исусе, ќе верувам во Тебе како што веруваше Авраам. Што може да му се случи на некој што има таква вера? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!